Во денешната епизода на Тинтири Минтири вести ни гостува еден од најпознатите и најхаризматични водители во Македонија. Човекот што шири позитива во повеќе од 2 децении успешна кариера. Чест и задоволство ми е што ќе разговарам токму со Марко Новески. Фала ти за најавата, прекрасна беше и убаво што ме потсети дека веќе 2 децении сум дека сум стар. Ама тоа е добро искуство и се. Така е. Точно така. Вие сте најпрепознатлив по вашата одлична смисла за хумор. Според вас, колку беше клучно тоа за да успеете? Кај мене одигра голема улога, посебно порано. Едно нешто мој совет е да научат луѓето нели да примаат шала, да не се љутат одма и не знам, ако можат, барем ја уствари така, ај вака ќе се изразам. Хуморот најчесто го правам на своја сметка. А луѓето се препознаваат, да речеме, самите преку во мене или во хуморот искажан, зборовите како и да е. И тука се пронаоѓам. Иначе вака искрено не знам што друго да кажам за хуморот и јас. Сега во последно време имам многу сериозен проектот, листа за 300, квиз водам. Таму треба да сум малце посериозен и Да, ама се препознава хуморот и таму. Да, па не можам да останам сериозен цело време. Па не ни треба. Фала. Така ќе биде досадно. Фала ти, ако некогаш на работа ме викна да ме карат, ќе викнам Бисера да им каже. Јавноста првпат ве запознала преку емисијата Дај побрзај, во време кога јас и нашите гледачи не сме биле родени. Еве, за тие што не знаат, може ли да раскажете каква емисија било тоа и да издвоите една најинтересна случка од снимањата? Имаше многу интересни случаи, ќе имам проблем да издвоам една. Концептот на емисијата беше, јас и мојата колешка, тоаш прекрасната Мина, наоѓавме луѓе на плоштад. Она еден надпреварувач, јас еден надпреварувач. Се наоѓавме потоа во одреден ресторан, се менува низ текот на времето и од таму почуваше целата трка. Кој прв ќе го изедеше јадењето, стануваше од маса и почуваше брканица низ Скопје. Влегувавме во различни возила и целта беше кој прв ќе стигне до аеродром. А во меѓувреме требаше да поминат низ 3-4, како да кажам, стоп точки од нашите спонзори, нели нормално, за да одговорат на одредено прашање или да добијат ваучер одреден. И потоа одевме до дома кај нив. Тоа беше најинтересниот дел, мислам и за гледачите, а и за нас како водители, кога одевме кај луѓето дома да видиме како живеат. Требаше на брзинка да се спакува, да земат пасош и потоа кој прв стигнеше на аеродром, добиваше патување наградно на авиони. Значи ги наоѓате им кажувате денес ти одиш во кој држави ги носевте? Тогаш дека беше малце поразлично од сега, не треба визи за секаде. Ги носевме Италија, Тунис, Египет, не знам која уште друга дестинација, сега не можам да се сетам во моментот. Ама во секој случај убави дестинација. Доаѓа дома, пример, нечива мајка и вика јас денес одам во Италија и се спрема за колку баш така да беше. Сега, ќе откривам после години. Доброто за луѓето беше, мислам и така прифаќаа, за жал затоа што малце се плашеа, нели, ај не беше од технички план изводливо, затоа што реков визи ни треба за секаде. Одеа на крајот од месецот. Не одеа одма, а сите има впечаток дека патуваат одма. Ајте сега свишив магијата која што 2 децении се криеше. Не може, а доколку сега би се правила истата емисија, верувајте дека одма би ги праќале на патување. Одма во истиот момент, затоа што сега постојат и опции истото да се направи. Кој е најнеобичен проект во кој имате учествувано? Било да е тоа некоја чудна емисија, реклама, спот, било каков настан? Беше вака, ми беше многу напорно и тешко. Има еден спот баш Магдалена, Ена и ДНК. Да, од утро до мрак. Претходната вечер ќе бидам многу искрен, излегов со другарите и се прибра во 5:30-6 сабајле. Што да правиме така, една од тие вечери, нели, кога остануваш кај другар дома, муабети се забораваш, губиш представа за време и дојде во 5:30 некаде наутро. Ми се јави и ми рекоа, Марче, треба да дојдеш на спот снимање, не треба човек. Дојдов таму, ки ми викате, сега ќе треба да трчаш. И се утепав. Да, и со камерата и назад имаше да. Тој ден, да, леле. Тој ден денес не можам да заборавам колку ми беше напорно тоа снимање. А најчудна емисија и најзабавна, мислам така, од позабавните гостувања ми била кај Димитар Атанасовски. Имаше нешто со ајвари јадење, таму одеше на YouTube емисија. Јадевме љути ајвари. И таа ја памтам дека, еве ќе бидам искрен пред гледачите, имав проблем после со стомакот, сигурно една недела.
сигурно од љуто јадење, толку љуто не сум видел никогаш во животот. Интересно. Кажете ми, како ја гледате иднината на телевизијата и водителите со оглед на тоа што младите се повеќе гледаат YouTube и подкасти? Од една страна, жал ми е за телевизиите, пополека, нели, хајде да кажем, згаснува нивната моќ, помалце се гледани, ајде, младите се преориентираат на, нели, YouTube, социјал медија и така натаму, нема да изумрат затоа што има се уште луѓе, исто како и радиото. Ќе се гледа телевизија, можеби ќе се смени концептот како ќе функционира телевизија, тебе веќе гледаме концепти на on demand, нели, да си гледаат луѓе, ќе постојат, како и да е. Од друга страна па ме радува дека младите ете се повеќе на YouTube, гледаат YouTube, ама и се повеќе почнуваат да се занимаваат со водителство, да кажам и со новинарство, што од една страна многу ме радува, затоа што со конкуренција квалитетот се дига. Да, така. И за крај би сакала да ми дадете еден професионален совет за моето водителство и интервјуа, каде можам да се подобрам. Искрено да ти кажам, немам никаква замерка, почувајќи од најавата, се беше супер кажано во јасни 2-3 реченици. Потоа со истражување за мене ме наврати додај побрзај во време дека кој што рече дека не си била воопшто родена, би ти рекол само продолжи, задржи си го духот за секогаш, е оваа харизмата твоја, насмевката и тоа е тоа. Сериозно, фала ви премногу. Супер, ништо, искрено. Ви благодарам на одвоеното време. Мило ми беше што ве запознав, се надевам си поминавте убаво. Супер. И ви посакувам се најдобро. Фала ти, исто и јас, се најубаво во понатамошната кариера. Со задоволство ќе ве пратам.